Во светот се отвораат се повеќе специјализирани центри за лекување на рак на дојка. Токму ваков центар беше отворен за прв пат во Република Македонија во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Шеф на центарот е доктор Митко Караѓозов. Што значи специјализиран центар за рак на дојка? Кои се карактеристиките на центарот, но секако и предностите за пациентите? Вакви центри се привилегија на исклучително сериозни прво системи, здравствени системи, а второ на болници кои што се екипирани комплетно со можности во тој тим да влезат сите комплементарни специјалности кои што би учествувале во процесот на диагностицирањето на една карциномска болест, процесот на лекувањето, дали е тоа хируршко лекување, процесот на постоперативното патохистолошко комплетно анализирање на се оно што ќе се извади од пациентот и во кое што се крие карциномот, за да се одреди точниот стейджинг на болеста, затоа што од тоа нешто зависи понатаму во кој правец ќе оде лекувањето. Тимот на онколози, кој што потоа го превзема пациентот, понатаму тим на физиотерапеути кој што учествува во процесот на физичкото закрепнување на пациентот, тим на психолози и психијатри кои што учествуваат во лекувањето на душата на еден ранет пациент кој што е носител на една карциномска болест. Колкав е процентот на успешност доколку навреме се открие? Ако карциномот е болест со добро име и презиме, ако е болест која што е во ран стадиум, на време откриена и ако се работи за пациентка која што е хормонално стабилна, прогнозата може да биде и 99% излечива. Тука е суштината, тука е кваката, народски кажано, за секој карцином, затоа што колку порано го откриете, толку можностите за лекување и дефинитивно излекување се многу големи. Дали во специјализираниот центар за третман на рак на дојка лекувањето е индивидуално за секоја пациентка? Значи, ние, доктор Качапова, со низината технологија во клиничка болница Аџи Бадем Систина секојдневно диагностицира карциноми на дојка со 2 до 3-4 мм пречник, што во старт дава една одлична позиција за излекување на таа пациентка. Откога ќе се направи комплетната диагностика, ние разгледуваме во целост информацијата која што ни е неопходно потребна и тимски се договараме во кој правец ќе биде лекувањето. Ако е тоа во рана фаза откриено, тогаш одиме кон хирургија. Хирургијата во нашата болница е апсолутно на врвно ниво. Имам изворено добра екипа со добри анестезиолози и привилегија кај нас е тоа што пациент, независно од квалитетот на генералното здравје, може да добие врвна услуга заради тоа што заради анестезијата може би се потребни кардиолози, ендокринолози, било какви други комплементарни дејности кои што не се врзани само со карциномската болест, а даваат можност да помогнеме на пациентот. Откога ќе заврши операцијата, независно кој тип хируршка интервенција ќе се примени, имаме патохистолошка лабораторија која што е опремена и ги дава сите неопходно потребни анализи кои што се работат кога станува за диагностицирање на карциномот на дојката било каде во светот. Кој е вашиот совет до секоја жена? Треба да се створи навика за само прегледување, независно од годините, независно од хормоналната состојба на жената, да се го прави сето тоа во функција на квалитет на здравје. Секоја промена што е, во секој време да ја алармира, односно да ја пријави, тука е сега суштината на нештата, да ја пријави кај компетентен, професионален доктор, кој што ќе знае што и како понатаму да направи, за да се дојде до вистината за болест. Рано откривање на карциномот на дојка е услов за
99% излекување на оваа болест која што имала лошо име, но не е лошо.